би сакал само да заклучам и да додадам нешто дека јас верувам дека и едната и другата страна работат во интерес на граѓаните, меѓутоа политичките поени кои што треба да ги добива било која политичка партија, вклучувајќи и мојата партија ВМРО-ДПМН, не би требало да ги добива на субјективни и осетливи моменти кога станува збор за нешто кое е секојдневие и нешто кое што дел од економијата и дел од секојдневното работење на било кое јавно предпријатие или било која јавна институција. Со оглед на тоа дека во нашата држава последниве 10 години, а последниве 5 години има покачување на нето бруто платата, односно на нето просечната плата од 15.000 на 18.000 денари, сега веќе имаме 21.000 денари. Со оглед на тоа дека Кавадац има невработеност од 4,5% или заклучно 5% невработеност на минимално ниско ниво, со оглед на тоа дека минималната социјална помош дојде 12.000 денари, минималната плата нето е 12.500 денари, со сите заклучоци во делот на примањата на граѓаните кои што се уште се според мене на ниско ниво и треба да растат, а со зголемувањето на трошковите и обемот на работењето, поготово на дизел горивото, поготово на секојдневното функционирање на луѓето, а и недостатокот на човечка сила за работа во делот на општ работник, ние како општина и како јавно предпријатие Комуналец кој што огледало на општината, само го пратиме трендот и пратиме да останеме на едно ниво кој што значи позитивна нула. Ниво 1 е момент, ниво 1 ситуација не е правена калкулација да јавното предпријатие земе повеќе пари од граѓаните или земе повеќе средства за да профитира или за да се луксузира. Сите анализи врз основа на тоа што се направени на јавното предпријатие во делот на наплата за износ на смет, на покриен простор, на отворен простор, на физички правни лица, во делот на водоснабдувањето и канализацијата се правени на рентабилност на јавното предпријатие ЈП Комуналец Кавадац. Така да јас ги уверувам граѓаните, а и ви самите знаете дека овие се неопходни средства за да функционира едно јавно предпријатие. Нашето предпријатие е во добра кондиција, не е должно, редовно исплаќа плати, редовно се обавува својата дејност и има проширена дејност од повеќе од 4 сектори кои ќе ги преземат да ги работи, и тоа се одбележување на улици, вертикална и хоризонтална сигнализација, косење на локални патишта кои што претходно не се одржуваше, крпење на дупки, правење на рециклиран асфалт, така да јавното предпријатие има повеќе дејности кои што ги работи и има заштеди, а заштедите се враќаат назад како бенефит на граѓаните. Ние нема да постапиме и да кажеме како претходно дека јавното предпријатие Комуналец направи добивка од 1.000.000 евра. Не, нема да направи добивка од 1.000.000 евра и да направи добивка на време че ја распоредиме, на време че ја детектираме и че се врати кај граѓаните соодветно во делот на нивната потреба во секојдневното функционирање на општеството. Со оглед на тоа, не гледам ниту ке еден вина, не гледам дека некој ги погазува граѓаните, со оглед на јавното предпријатие дека имаме сериозен финансиски и економски менеджмент, на времено беше кажано и укажано, да не дојдеме у колапс, како 2006 или 2005, да не може да земат плата и придонеси, дека треба се усогласиме. Јас тврдам одговорно пред граѓаните дека нашето јавно предпријатие скоро во цела држава има најевтина, убедливо најевтина вода за пиење или вода за снабдување на населението. До сега, у ова година и пол, заедно со Советот и со мене како градоначалник и со администрација и со предпријатието, ни во еден момент не дозволивме да има рестрикција на вода, освен при дефекти. Дефекти ги решаваме 24 часа, работиме и навечер, работиме и денски, не ги оставаме ден-два луѓето без вода. Тоа е едно поздравување за јавното предпријатие, граѓаните го гледат и го осеќаат сето тоа. Неготино кој што не само на 10 км има по 6 часа рестрикција на дневна основа, а водата е поскапа со 8 денара од Кавадац. Треба тоа да го дебатираме, да кажеме зашто е така. Имаме најевтина вода, немаме рестрикции, ги снабдуваме граѓаните. Со оглед на износот на смет, од кога е формиран овој совет и овој градоначалник, почна да се изфрла износ на смет во село Сопот, кој што претходно не се правеше, во село Дреново, во село Конопиште, цела Бошавија, во село Вреđичко. Ние се грижиме за животната средина, се грижиме за населението, се грижиме за граѓаните, заедно со вас ги носивме тие одлуки и направивме правилна одлука да износот на смет го носиме и го собираме навремено. И можам да ви кажам дека јавното предпријатие Комуналец
врз основа на просечни правени анализи на дневна основа од претходното раководство просек и сега со 20 метри, 15 до 20 метри кубни на дневна основа собира повеќе комунален отпад. Тоа е заради зголемениот обем на самите граѓани, меѓутоа и заради зголемената територија на прибирање на комуналниот отпад. Тоа се приградски средини, тоа е самото градско подрачје, така да не оставаме на случајност и во еден момент. Она што го предложи Советничката Горица е стварно за мене многу добав проект, многу убав момент, кај што донесивме одобрување на физибилити студијата. Сега имаме задолжение од вас и че имаме како советници, лично јас како градоначалник и секторот за јавни набавки во рок од 30 дена да отпочнеме со процедура, односно прибирање на понуди за јавно-приватно партнерство за селекција на отпад. Ќе бидеме прва општина во нашата држава кај што имаме селекција на отпад и преработка на отпад. Значи дивата депонија која што имаме на Мелцин ќе биде неупотреблива депонија, затоа што сите се диви депонии во сите општини, нигде немаме регулирана депонија. Отпадот во 90% ќе го преработиме ќе го преработи компанија која што треба да го преработи во корисен отпад за органско џубриво, за енергетски горива, така да ќе имаме бенефит како општина, а и при задолженијата на нашата влада која што не задолжи ланста година, секоја општина требаше да направи по еден еколошки проект. Од ова поголем и подобар еколошки проект не постои. Затоа што имаме среќа, пошто имаме тука во близина странски инвеститор, италијански инвеститор кој што веќе инсталира постројка за преработка и рециклација на самиот комунален отпад. Сакам денеска ова седница и овој дневен ред кратко да го образложам и да го кажам. Значи, ќе ги дискутирате точките, ќе ги дебатирате. Она како изборна програма што ги имав како градоначалник, во делот со оваа измена и дополнување на буџетот и ребалансот кој ќе го предлагаме денеска и отпочнувањето на тендерирањето од утре натаки на овие проекти, ќе имаме 100% завршена изборна програма. Тоа ќе го објавиме после тендерирањето, после добивањето на сите работи, така да успеавме како јавна администрација, како советници, како градоначалник и како граѓани на општина Кавадаци да добиеме средства и да добиеме одлука и од Бирото за регионален развој и од Агенција за платежната агенција за Министерството за земјоделие и по мерките 323 321 сите наши проекти кои ќе ги предлагаме предизборно и кои ќе ги дискутиравме да бидат оправдани и да бидат одобрени. А тоа што значи? Тоа значи дека патеката од Ваташа до Ваташката воденица со износ од 50 милиона денара ќе ја изградиме, кој што кога кажувавме и кога кажував како градоначалник и како луѓе, сите беа песимисти, никој не веруваше во тоа работа. Еве дојде денот кога ќе го гласаме тоа, ќе го ребалансираме, средства се обезбедени и ќе го направиме. Дојдовме на ситуација кога кажавме дека ќе изградиме колектор до после Марена, кој што 15 години се зборува никој да се заврши. Кога дојдов градоначалник и ви како советници ве запознав дека колекторот е само до новата болница. Ланста година го продолживме до после Глишич, оваа година до крај на година ќе го завршиме до после Марина. До крајната точка на филтер станица која што треба да се постави прочитална станица. 20 милиона денари. Сите градоначалници претходно и го имаа во изборна програма колекторот. Меѓутоа, од вајда оправдани причини, можеби и други моменти, не успеа да го завршат. Ние ќе го завршиме колекторот и во наредните мандати и совети нема веќе да се зборува за колектор, ќе се зборува за нешто плюс. Тоа е голем бенефит, голем придонес за едни граѓани кои што ги се наши сограѓани, а живеат во една средина, урбана, приградска, а поднесуваат неподносливи работи во делот на екологијата, хигиената и амбиенталниот воздух. Сакам тука да спомнам исто дека со овој ребаланс Сопот ќе се изгради комплетна водоводна, канзесиона и атмосферска канализација, која што сопотчани ја немаат и при секој обилен дожд се поплавуваат. Тоа ќе се догради, ќе се направи. Во делот на винската куќа, која што осмисливме вински музеј, обезбедивме средства, најдивме начин да имаме регионален
вински музеј во општина Каваци. Каваци е град на грозјето на виното. Со тој музеј ние ќе имаме еден бенефит каде што секој еден гостин и секој еден турист ќе можеме да го примамиме, да го привлечиме и да му покажеме кои сме и зошто сме и што планираме. Ние сега со таа винска куќа која што успеал некој градоначалник да ја направи во самиот парк каде што стварно доликува местото на винска куќа, со ова ја потврдуваме реконструкцијата, доградбата и правиме вински музеј со винска куќа за изложување на и комерцијален дел, меѓутоа и во делот на нашата култура, етика и обработка на грозјето. Тука имаме уште многу проекти, не би оптеретувал за да зборувам за вкупниот ребаланс, само сакам да потенцирам да кажем дека општина Каваци до сега има негде околу 40% реализиран буџет и до крајот на годината дека ние нашиот буџет ќе го реализираме на 90%. Тоа укажува дека упорно, напорно работиме во делот на интерес на граѓаните и во делот на она што значи капитален развој на градот, економски развој и култура. Спорт и рекреација. Тука би спомнал дека вчера, со вчерашниот разговор, ќе успееме 400.000 евра да обезбедиме за реконструкција на нашето фудбалско игралиште. Комплетна реконструкција на самиот терен на игралишто со дренажа, со нов тревник и комплетно осветлување по ФИФА и по УЕФА стандарди. Тоа е 400.000 евра инвестиција. Како го развиваме спортот, така го развиваме и спортската инфраструктура. Во делот на спортскиот центар Јасмин ќе се догради скејт паркот, кој што средствата се обезбедени, ребалансот додека доколку помине денеска, со нормално, со наше очекување, ќе се изгради скејт парк. Ќе бидеме помеѓу ретките општини кои што имаме спортски содржини кои што ги нема никој. Во делот на она што ќе ни остане до година посуштински и пообјективно да го работиме е градскиот зелен пазар и правење на затворен базен за пливање и за децата во делот на предучилишна, училишна возраст да можеме да ги завршиме. Сакам да спомнам и да укажам дека од септември ќе се почне со градење на комплетно нова детска градинка на улица Ресавска, каде што го решивме земјиштето, инвестиција од 1.050.000 евра преку Светска банка, ќе се заврши комплетно нова градинка за 150 дечиња и со ова што сега што го работиме со новите 7 занимални, ние до наредната година ќе немаме дете што нема да биде запишено во градинка. Тука се политичките моменти. Тука е работењето на јавната администрација, на советниците. Тоа ќе го преценат и ќе го подценат граѓаните. Значи, кога ние ќе им дадеме можност секој да има еднаквост и да може да се развива нормално, да размислува нормално, ја верувам дека нема да биде спорно нашето работење. Нашето работење треба да се одрази врз основа на проекти и капитални инвестиции. Сакам да спомнам и да укажам на она што го правиме до сега, и Драгане ме подсети, Шишка улица, по примерот на Западен булевар, од влезот на Росман, 4 ленти, со осветлување, со комплетна атмосферска канализација. По примерот на Северен булевар, кој што беше слепа точка во град Каваци, 10 години не се минеше таму и се давија колите. Сега имаме прекрасна улица, булевар направен. Од Северен булевар до Шишка, до Глишич, веќе проектот одобрен. Од ЈПДП 25 милиона денара, општина Каваци 20 милиона денара, комуналното предпријатие ќе учествува со 10 милиона денара, ќе направиме 4 ленти со комплетна нова атмосферска, канализациона линија и водовод. Каваци ќе добие 2 прекрасни влезови, Каваци ќе добие лик на град кој ќе го заслужува да го има и да го негува во тој дел. Јавното предпријатие Комуналец се вклучува во целокупните реконструкции, во целокупните действија на општината и на прате будно секој дневно. Имаме такво предпријатие кој што може да не завидуваат сите предпријатија. Ќе спомнам еден пример. Неготинската линија, која што Неготино се напојува со вода. Ева дека биде ова апел и до градоначалникот Неготино кој што го знае. 2 месеци има дефект во село Ваташ. На главната линија од Неготино. Не доаѓа да си го средат дефектот, а имаат рестрикција за вода.
Не сакам да го критикувам колегата, не сакам да го напаѓам. Го знае, јавно му е кажано. Неколку пати тој пред мене сугерирал на директорката, нема никаков ефект, верувајте. А ние, кога викам ние, и јас како градоначалник, и ви како советници, кога се јавите у јавното предпријатие, во дел од часот реагираат на дефект или на канализација или на било што. Замислите сме у таква позиција и положба, каде што градоначалник си јавува на директор на јавно предпријатие, 3 пати не доаѓа да си направи линијата, а граѓаните имаат рестрикција на вода. Ова може да си го потврдите и со камери, да си го видите дефектот. На улица Дисанска и на Ваташ имаат 2 дефекти по 4 литра вода секунда ги губат, тоа се 8 литри, 2 месеца не доаѓа да го направат дефект. Кај нас тоа не е така. Кај нас функционира во моментот. Затоа имаме многу работи кои што треба да ги дискутираме, и имаме многу работи кои што го дигаме нивото и свеста на култура. Имаме јавно предпријатие. Ајде да зборуваме за јавното предпријатие Паркинс. Популарна мерка? Воопшто не е популарна мерка. Добре. Најнегативна мерка за градоначалникот. Секоја кола која ќе подигне пајакот има ургенција. До сега не сме учинили на никој, и еве јавно ќе кажам, ниту на еден нема да учиниме доколку е грешно паркиран и пајакот ја дигне или ја крени колата на плотот. Мораме да ги заштитиме масовниот интерес на сообраќајот и на нашите деца и на нашите сограѓани. Не можеме да одиме индивидуално. Така да тука сте, машки треба да држиме. Кога реков машки, мислев на подсврстост, затоа што така се класицират мажите, ама во овој случај изгледа дека жените се подсврсти, да ги пофалам како советнички. Машки да држиме, кога треба да донесеме мерка која што знаеме дека со пршне покажуваат и че не на некој начин негираат, да имаме цврстав, чиста мисла и да му објасниме на граѓаните дека тоа е во нивен интерес, а не е во наш личен интерес. Само така може да направиме добро општество во интерес на граѓаните. Не дај Боже, Кавааци да дојде на некое друго ниво, тогаш ќе разговараме за субвенции, за намалување на даноци, за распуштање на општина или било што. Не сме за така. Економијата мора да ја пратиме. Кавааци е град кој што треба да покаже на цела држава дека е еден од најмоćните градови во нашата држава. Било тоа и во Југославија, ќе биде и сега. И е, само треба да си го покажеме нашето право лице. Извините вака за подолгата дискусија. Јас се гордеам сум од Кавааци, а поготово сум градоначалник на град Кавааци. Верувам дека и ви сте горди како советници на градот и верувам дека јас како градоначалник, ви како советници, после нашиот мандат и на завршување на мандатот, ќе седнеме заедно сите, ќе им даеме еден отчет на граѓаните, а после тоа секој со својата волја или политика да се развива понатамошен текст со својот индивидуален пристап кон граѓаните.